како ја објаснуваш авангардната сцена, субкултурата, што таа во својата суштина носи и кој уметник може да се нарече авангарден? Човек кој во суштина твори. Човек кој во суштина не очекува било каков резултат. Човек кој твори за да твори, како во самата суштина на лјард де лјард, уметност ради уметност. Луѓето кои овде создаваат не се многу, но оние кои создаваат се многуте. И драго ми е дека живеам во генерација во која учам од подобрите, учам со најдобрите и се водам со најдобрите. Во таа насока сметам дека Струмица е добра база за лјард де лјард. Уметност ради уметност. Оти создаваме, не дека сакаме да се представиме, туку дека сакаме да споделиме. Оти уметноста е споделување и односно sharing is caring. На крај крајови. Авангардната сцена често пати се жали дека нема доволно ресурси од институциите кои што се на располагање за реализација на нивните проекти. Да речеме заеднички простор каде што би можеле, еве имавме пример пред неколку години, театарска представа се одигра во ресторан заради некои други недостатоци. Што недостасува всушност како ресурс на авангардната сцена за да може да се развива? Општината ги знае нашите потреби, но јас секогаш кажувам дека за да има underground треба да има ground, односно треба да има некоја основа. Ние треба да работиме прво уметничките раководители на театарот, на галеријата, на Центарот за култура воопшто, да биде сменет, за да добиеме некој граунд, некоја основа, за да ние после тоа можеме да правиме underground, односно алтернативна независна субкултурна сцена. Во суштина ние не разликуваме underground и ground. Ние секогаш правиме настани без финансиско покритие. Не дека она што сме го правеле, сме барале поддршка од општината, не било поддржано. Секогаш општината не била во сусрет на програмите. Но идејата на независното е да покаже таму каде што површината не допира, дека има нешто под површината, односно дека има некое слободарско, некое либерално, некое ослободително чувство на експресија, на изразување. Независно дали е тоа визуелно, книжевно, театрално и така натаму. Во таа насока сметам дека Струмица од секогаш била убава подлога. Можеби ние не сме доволно организирани како мас медија, како тело, како целина за нас општината да не поддржи. Но иако сметам дека општината не би наишла на моментот на поддршка, сметам дека меѓу нас постои толку многу рационализации на темата уметност, што допрва ние треба како уметници да се изградиме, да востановиме нови платформи во кои евентуално би покажале својствено обиденување или резерекција на уметноста. Од една страна лесно е да кажеш дека некој не те поддржува, од друга страна уште полесно е да кажеш дека нема никој со кој можеш да се вдомиш. Во таа насока мислам дека Струмица има добра подлога, добра платформа за сите ние да си го покажеме местото по тоа небо. Небото има место за сите звезди и во таа насока мислам дека моите колеги, независно дали се визуелни, текстуелни, книжевни, мислам дека сите ние можеме да создадеме платформа во која секојдневно ќе се гледаме на настани кои нас духовно ќе не надградуваат. Во самата суштина на културата тоа е.
значи едно општество, една држава е успешна кога веќе на другите држави им презентира култура. Во моментот ние мораме да се избориме како држава, како Македонија, дека сакаме и имаме што да презентираме на светот. И од овде потекнува и субкултурата и самата култура во основа. Фала ти многу. Одлично.